Македонската јавност е вознемирена и во паника. По свинскиот грип, нилската треска, еболата и мерсот, граѓаните повторно на удар на нов непознат вирус. Матичните доктори се преплавени со пациенти. Деталите ги има Езерка Голубовска. Нов и непознат вирус се шири во државата. Предизвикува немир, несоница, депресија, душевна болка. Матичните се преплавени, но тие не може да најдат лек за оваа зараза која се заканува дека може да има епидемски размери. Според податоците, најголем број од пациентите кои ги зафатил оваа зараза се лица вработени во државната администрација и тоа во пониските ешалони. Имаат кошмари, сонуваат печати и потписи. Тие сведочат пред нашата камера. Дојдовме, не пратија во специјална установи, ние дојдовме тука мокрача и фецес да дадеме. Цела година министеров ни беше болен нешто, цело време несоница, така не можеше да спи, осеќал немир некој и ние мислевме нас нема не фати, ама него ете го му помина, а сега нас не фати, нас ни дое редот. А терапија примате ли? Терапија. Дали примате? Да, одам по овие митинзи од партиот Дом Шосетото. Некако не помага. И Мислев на лекар дали одите? да, бев на лекар и таму ни рекол дека нема лек за нас. Лекарите кои што ги консултиравме тврдат дека се работи за сериозна вирусна инфекција која и покрај јасните симптоми досега не е позната на медицината. Се додека не ги добијат анализите од специјалната лабораторија, не сакаат да изведуваат заклучоци, но се сомневаат дека станува збор за специфичен синдром. Значи не треба сите да се страгуваат и да се плашат од оваа болест. Тачно е да вирус постои, али нема опасност од да прерасте у епидемија, заради тоа што овој вирус ги зафача само овие што се лица од втори и трети ешалон. Најчесто се тоа лица кои што имале допир со документи, као што се архиварки, од шефици на комисии исто, од началници, директори на школи, на некои други овакво и од това. Иначе симптомите се, они имаат несаница, имат една нелагодност, една вознемиреност, се осеќата анксиозност, губат апетит и слично. Меѓутим, најизразен е тој што го имат еден страв, од затворен простор и се јавља некоја фобија. И то според мене е еден класичен синдром кој што се вика син аболицио инсомнија хроника, што уствари за вашите гледачи то значи несаница заради недостаток од аболицирање и това е. Познатите билкари тврдат дека имаат најдено решение за овој проблем и апелираат да се користат нивните искуства кои веќе биле применети и дале позитивни резултати. За спокојство, смирение и за враќање на насмевката, единствен лек е листот фикус. И покрај тоа што со помош на алтернативни методи на лечење на тест групата од првиот ешалон им е најден привремено адекватен лек од Светската здравствена организација, но и странските лекари од ЕУ и од НАТО сметаат дека овој тип на медикаменти не се на позитивната листа и бараат заболените од вирусот да бидат изолирани и да го прележат.